50 на девојки и момчиња преку символичен танц на песната Break the Chain скрши го синџирот. Денес од градскиот плоштад во Тетово упатија порака да се сопре насилството врз жените. Членовите на Видеј Македонија им се приклучија на активистите од целиот свет во одбележување на најголемиот ден на акцијата на глобалното движење против насилството врз жените. 1 милиарда се креваат против насилство. 1 billion racing. Видеј е глобално активистичко движење за запирање на насилството врз жените и девојките. Инспирирање таа ситуација, Видеј е всушност настан кој ще се организира речиси на плоштадите во сите земји во светот. Инспирирани и решивме да го обележиме меѓународниот ден за борба против насилство врз жените и девојките. Сега за припрема на кореографијата имавме 3 средби. Кореографијата значи активно и волонтерски помогна да се вклучи Бранкица Серафимовска, зумба инструктор. И овој настан се организира заеднички со 6 невладини организации од општина Тетово, и тоа Младински образовен форум, Женски форум, LGBT United, Millennium, CETTRC и Центар за демократски развој и интеграција, Сонце, организацијата на ромите. Сакаме сите заеднички да изиграме кореографијата, што активно ја припремавме изминатите, значи 3 средби. Сакаме да покажеме хумано, сакаме да покажеме солидарност и да кажеме стоп за насилството врз жените и девојките. We are dancing to break the chain and the message is to get over. Ние танцуваме на песната Break the Chain со пораката да се сопре насилството врз жените. Јас мислам дека најчесто насилството се случува зад затворени врати и многу жени се плашат да кажат некому. И многу е важно да се испрати пораката дека не се сами и дека и други го имаат истиот проблем и дека не треба да ги премолчуваат ваквите проблеми. Одбележувањето на меѓународниот ден за борба против насилството врз жените започнало како повик за акција поради последните статистички податоци, кои покажуваат дека 1 од 3 жени на планетава ќе биде тепана или силувана во текот на нејзиниот живот. Тоа значи дека од 7 милиарди жители на планетава, дури 1 милиарда жени и девојки ќе бидат жртви на вакво насилство.